Најдачи, добар ден, добро дојдовте во емисијата Тип 102. Стандардна емисија, денеска е 14-то издание во кое во следниве 60 на минути ќе се обидеме да го задржиме вашето внимание со предвидените содржини. На почетокот да кажам дека покрај настанана рубрика со 10 најавени предлози парови на нашиот гостин, ќе имате и надпревар кој што ќе можете и вие да го погодувате. Тој ќе биде надпреварот Манчестер Сити Арсенал. Со ваши јавување на нашите два телефона 612-313 и 612-314, повикувачки број за Штип 032. Со ваше учество ја креираме заеднички ова емисија. Со ваше јавување учествувате во погодување на резултатот. Може да имате најразлични варијанти за тоа. Гол, 3+1, 0, двојка, секаква комбинација. Оние неуспешните ги наградуваме. Веднаш да кажам дека покрај ова стандардна рубрика, централна тема ќе биде и нашиот гостин. Слободно може да кажем ексклузивен гостин во денешното издание ќе биде Делчо Толев, тренер на кошаркаскиот универзитетски клуб Гоце Делчев во Штип, кој што еве пред 2 дена се вивна високо во врвот на кошарката на Македонија, пласирајќи се во четвртфиналето на Македонскиот куп, каде што за противник веќе во среда, овде во Штип, во салата Јордан Мијалков, ќе можеме да присуствуваме на средба со актуелниот шампион МЗТ од Скопје. Значи, преку разговорот со Делчо Толев ќе се обидеме да навлеземе во тајните на кошарката, за неговите почетоци, за неговата афирмација се до ден денешен како тренер на Гоце Делчев, а можам да кажам дека ова е еден од најголемите, ако не и најголем успех на штипската кошарка. И секако ќе го напоменам оној успех кој го постигна тогашниот Текстилец во далечната 1964 година, кога дојде до осмина финалето на тогаш Југословенскиот куп, кога на славна генерација на Маренчев, на Душа Радмиловиќ, на Венко Прилепчански, на Стојан Герасимов, на Кацарски и ќе ми простат сите, не можам да ги споменам, кои што дојде до осмина финалето и овде во гимназискиот двор ја дочека екипата на актуелниот првак Југославија, тогаш белгарска Црвена звезда. Нешто слично, еве се повторува и сега. Еден од најголемите успеси на кошарката, а за тоа ќе дознаете преку разговорот со нашиот денешен гостин Делчо Толев. Ги имаме и оние стандардни содржини. Околу 14 часот ќе се обидеме да стапиме во контакт со Велибор Џаровски, со неговото Катче Џаро тип, во кое што тој најави дека ќе има наградни талони и од него, со негови предлози, а за тоа дали ќе успееме со врските, ако биде се во ред, околу 14 часот. На крајот, вие повторно се вклучувате, иако тоа може да го направите и во текот на целата емисија, но сепак, крајот е за вас, драги гледачи, заеднички да реализираме ова емисија со ваши директни јавувања на нашите два познати телефони. Одеме со джингл и веднаш потоа со останатите содржини. Продолжуваме. На почетокот да кажам дека во заедничка соработка со облажувниците на Вилхил ја реализираме ова емисија, а ова е најновиот билтен кој што можете да го најдете бесплатен во сите облажувници на Вилхил во целиот Истоечен регион, секако во цела Македонија, меѓутоа ние еве тука преферираме на Источниот регион. Поздрав до дечките и девојките кои се на своите работни места и нестрпливо ја чекуваат вашите доаѓања, вашите уплати и да се надева на награди. Јас да ги кажам добитниците од минатата емисија кои што немале можност да се прочитат или да се информират, иако ние и на нашата веб страница ги објавуваме имињата, а секако благодарение на одличната соработка и со дечките и девојките во Вилхил го доставуваме списокот. Сепак да кажам дека од минатата емисија добитници се Игор Манасов од Пробиштип, нашиот гостин кој што го и погоди точниот резултат 3:1 беше тоа, и Ѓорги Ташев од Штип исто така беше со точен резултат. Потоа добитници се Илче Јорданов од Штип, Шефки Салиов од Виница, Санде Зашовски од Берово и Ристо Малечко во Штип. Сите тие може да се упатат во облажалниците на Вилхил во нивните места во Штип, Пробиштип, Виница, Берово и името и презимето ги знаат дечките и девојките и да си уплатат талони кои што заслужено ги добиваат со погодување.
Значи, емисија во заедничка соработка со облажувалниците на Вилхил, во која едно од благодететите, така да кажам, во облажувалниците на Вилхил се она во кој секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Тикет со 6 надпревари, за него следува бонус од 5%. Тикет со 7 надпревари 10% бонус, 8 надпревари 15%, 9 надпревари 20%, 10 надпревари 25%. Тикет со 11 надпревари следува бонус од 30%, со 12 надпревари бонус од 35%, со 13 40, со 14 45 и тикет со надпревари 15 надпревари, за него следува бонус од 50%. Имате најразлични варијанти. Во билтенот на Вилхил се наоѓаат сите оние спортски надпревари, почнувајќи од секако фудбалот, најважната споредна работа, па се до она професионална кошаркарска НБА лига во Америка. Значи, се она што е спорт можете да најдете во билтените на Вилхил, да изиграте најразлични комбинации и да се надевате на добивки. Значи, уште еднаш поздрав до нив, поздрав еве и до овие добитници, јас уште еднаш ќе ги прочитам: Игор Манасов, Георги Ташев, Илчи Јорданов, Шефки Салиев, Санде Зашовски и Ристо Малечков, добитници на награда минатата емисија. Може тоа да го сторат веднаш по емисијата, да се упатат во облажувалниците на Вилхил и да си уплатат талон со кој што заслужено допринеле со својата прогноза. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и када сакате, но имајте стил, облажувајте се единствено во Вилхил. Спортскиот свет ви е како на дланка, ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вилхил во секое катче на Македонија. Па нека е со среќа и денешното издание, реков 14-то издание на емисијата Тип 102, во кој ексклузивен гости ќе биде Делче Толев, тренер на кошаркарскиот универзитетски клуб Гоце Делчев во Штип. Одиме со джингл и со реклама и веднаш со најавениот гостин. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и када сакате, но имајте стил, облажувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вилхил во секое катче на Македонија. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и када сакате, но имајте стил, облажувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вилхил во секое катче на Македонија. Реков во најавата ќе имаме ексклузивен гости, тој веќе тука. Велам добар ден, добре дојде на Делче Толев. Добро ден. Слигурно ја следете емисијата, знаете каков е теркот, меѓутоа еве за
атер на ония помладите гледачи, ние по-старите знаеме, личната карта на Дълчо Толев. Аз само ќе кажем некогашен успешен и легендарен кошакар на текстилец, работник, се минуваше називот на кошакарски клуб, меѓутоа еве да започнеме кога беа првите почетоци, што беше пресудно да навлезеш во кошарката или дали како секој млад дечко или како да се изразам, фудбалот беше во приоритет? Па фудбалот за секој е приоритет најпрво. Кошарката почнав со неја да се бавам 65-66 година. Таа приказна е познатиот професор Методи Шишков во гимназија собра 20 ученици од гимназија и така се почна со тренинзи надвор гимназијата, во дворот на гимназијата. Една година таму, по втората година, после тие тренинзи со професорот бевме на квалификација во Скопје, каде успеавме на тоа и започна кошаркарската ера од Штип на кошарката. Почна кошарката наново, после тие стари генерации кои си играат тие. И така да првите 3 години гимназија, после тоа од Джексон на година, 17 година, 71 година, јас отидов во Скопје на факултет, играв 3 години, 4 години за Слога Скопје, успешно, тие 4 години стално бевме втори. Први не може да бидеме од познати причини за мене. После тоа назад до Штип една година, па војска 76-та, назад пак почнав да играм кошарка, веќе со помладите, Макаре Колев, Китанов и така. И тоа беше крај на мојата играчка кариера. 28 години се откажав веќе од играње од разни причини. И од 20, тоа беше 78 година, и од 78 година почнав како тренер во тогашниот кошаркарски клуб. И до ден денес со прекини сум стално присутен на кошарката Штип. Да дадеме една панорама на гимназијскиот одбор, пак ќе се навратиме назад. Интересот беше голем. Имаше доста добри мајстори на баскетот. Тука ќе го спомена Лупци Грбатот, тука е Ное, тука е Бучо, тука е брат ми покојни Васо ќе го споменам. Тука е една генерација со тебе и пред тебе и по тебе, меѓутоа одлични мајстори. Еве да доловиме сликата како беше. Па немаше во тоа време толку кафичи и толку разумно за младите. Главна разумно беше спортот. Како гимназијата, дворот на гимназијата беше место каде се собира сите млади. И туку си играше баскет по цел ден. И знам, кога почнавме со кошарка, со организиран тренинг, сега не беше у кошарката само Делчо Толев и Благој Димов, и Миле Петковски и Лупчо Тасев. Тука беа 20 ученици, другари мои, со кои секој дневно играме по 3-4-5 сата баскет. Васе Спасиков, Мите Барбарев, Илија Дулдуров, Намок Саид, Тоше Рибарски, да, тоа беа се добри дечки, добри играчи. Затоа ние првата година, кога влеговме во прва лига, во Македонска лига, првата година знам дека сите утакмици у Штип ги добивме. Што беше еден добар резултат како за екипа која прв пат влегува да игра. Тоа беа се ученици од втора, трета година гимназија, постар од нас само беше Миле Петковски 48 роден, другите бевме сите 49 и 50 родени. Така да тоа беа ни утакмици надвор. Условите беа однос на сегашните никакви. Криви кошови, недобра подлога, топки никакви, ама сакавме повеќе да тренираме отколку сега. Јас сум и сега во кошарката, знам дека во тоа време сакавме ние повеќе да тренираме и повеќе тренираме отколку сега. За момент да дојде сигнал дека имаме гледатели. Ало, добар ден. Добар ден. Кој е на линија? Зоран од Кочени. Ало? Се изгуби. Ало, да. Слушаме ли се? Режија? Да. Кој е на линија? Ало? Да, повелете. Зоран од Кочени. Зоран, презиме?
Зоран Лазаров. Лазаров. Да. Прогноза за надпревара сигурно Манчестър Сити Арсенал. Прогноза 7+. 7+. 7+. Благодарам, Зоран, поздрав и со среќа. Ки прошле делче таков е карактерот на емисијата, меѓутоа, дополнение зборувавме за гимназијски двор, за вашиот ентузијазам. Немаше доволно кафичи, меѓутоа дворот беше една инспирација, еден врвен достил, секој да си ги покаже своите квалитети. Ви реков, немаше толку места други кај што младите може да одат како денеска кафичи или не знам, седат дома на интернет. Тогаш спортот беше главна прекупација на младите. Кој беа по кошарката, кој беа подбека, кој по фудбал, али гимназискиот двор беше магнет за покрај ученици од гимназија и за целиот град, за младите од целиот град. И тука се играше кошарка по цел ден, буквално по цел ден. Условите за тогашното играње беа никакви. Кошови, табли, дрвени, искривени обрачи, еден повисок, друг понизок. Ама сепак тоа време беше интересно за нас. Сега имаме далеко подобри услови, тренираме у сали, со модерни табли, модерни обрачи, со нови, други топки. Сепак у тоа време мислам дека младите повеќе го сакаа спортот и дека повеќе време поминува спортувајќи. Карактеристиката за вашата генерација е тоа што бевте универзалци. Покрај кошарката бевте добри во одбојка, ти беше одличен во фудбал и би се тили да се огледа малку и во... Па да, имавме на екскурзија таму во фудбал. Астиво, како беше? Во Астиво, па јас во Скопје кога студиравме една година бев цимер со Стојанче Шумански, со Столе Праскало, со Малио Штака, така да многу време играме фудбал. Тука често доаѓаше и Борот Секов. Играме фудбал и мерах. Секој сакаше да игра фудбал. Пробав едно неколку месеци, дури успеав и да влезам во првата екипа на Астиво. А тогаш Астиво беше јак. Бранеше Стојков, играа тамо Јанез, па Шумански, па Цеков, па тоа беа се, тоа се беа играчи кои за кратко време од Астиво скоро сите, едно 60-70% од тие играчи од тогашниот Астиво отидоа во Брегалница. Ја пробав само малку и толку. Имаме гледач. Добар ден. Се искути гледачот. Дали имаме на другата линија режија? Немаме. Еве, да влегуваме во нови води. Веќе колку 2-3 години си тренер во универзитетскиот клуб Гоце Делчев, кој, еве, мора да се каже тоа, за ваше владение беше најуспешен во првата лига, во втората лига и сега е во првата суперлига на Македонија. Почетна сезона во која веќе имавте 2 победи во есенскиот дел, меѓутоа најинтересното е купот. Една ретроспектива на ова сезона, како беше почетокот, ние го гледавме, знам, беше еден феноменален надпревар со Карпош Соколи, една убава атмосфера кај што беа гранчалниците Илчо Захариев и Стефче Јекимовски, со сите они кои што ја следат кошарката. Гоце Делчев за малку испушти победата. Што ќе значеше ако победеше? Па многу. Ако таа утакмица добивме, ќе значи многу. За нас ќе значи многу, за Карпош Соколи ќе беше катастрофален резултат. Ние, да ви кажем, од минатата година успешно игравме во втора лига и со освојањето на првото место знаев дека треба да одеме во Суперлига. Моите прогнози тогаш и сега исто го мислам дека Штип нема екипа за прва лига во кошарка за Суперлига. Немаме играчи, нема квалитет. Тоа кај сите играчи, кај сите градови, ние еден град немат играчи само од тој град да играат во прва лига. И кај нас беше така. Дори јас и не сакав да играм во прва лига, заради тоа што го знам квалитетот на Куману, на МЗТ, на Фени, на Соколи и го знам нашиот квалитет. Сите играчи сакаа да учествуваме без разлика дали ќе добиеме некој такмец или не. И добро. Припреми тренинзи, се одеше добро. Првата утакмица со Лисици у Скопје добиваме, втората со Карпош Соколи, тука беше еден шут одлучуваше. Ето тоа, тие у кошарката тоа се дешава често.
И јас лично не очекувам ние да можеме да добиеме некоја утакмица со Соколи, со Куманово, со МЗТ, со Работишки. Стварно се тоа екипи кои имат подолга традиција во ова лига, имат поквалитетни играчи и што е најважно имат поголем буџет од нашиот и може да донесат квалитетни играчи. Ние доскоро учествуваме у лигата со играчи од Штип. Имавме само еден центар. Србија сега земавме уште еден центар, тоа се 20 играчи. Едина екипа што има 20 играчи од страна што игра. Сите други екипи се со по 20 од домашниот град. И тоа е огромна разлика. Тоа е огромна разлика. Така да ќе видиме, надам се, ние во секој случај со две победи до сега, надам се дека ќе имаме уште една или две победи до крајот. Ние до сега 90 до 95% сме го обезбедили опстанокот, за нас тоа беше цел. Да го обезбедиме опстанокот. Да, ги следиме моментите од надпреварот, купниот преворот со Водњански Лисици, во кој што имавте предност 3 коша, 69-66 беше во Скопје, да. Ова е реванш, значи со предност со 3 коша влеговте во овој реванш. Меѓутоа беше доста тешко. Коментар? Коментар. Ние имаме со Водњански Лисици ова година 3 утакмици. Ова беше трета, да. Две првенствени и ова куп. Не, ова е четврта. Да, третата беше во Скопје, ова е четврта. Две првенствени, една за куп, ова четврта. Ние 3 утакмици ги добивме. Јас квалитетот на Лисици го знаеме, ние сме од ние за нијанса подобри. Но оваа утакмица влеговме малку неозбилно и тоа не се оспити. Инаку ние во Скопје ги добивме и во првенството и за купот многу полесно од купот. Имавме малерозен ден, ајде да речем, за главните наши играчи, што тоа се дешава. Тоа не е ни катастрофа. Не може да биде катастрофа ни да изгубиме со 5 разлика. Штета што ова е шанса за оваа генерација на играчи да изиграт една утакмица за куп со МЗТ. Ипак МЗТ е екипа, мада јас лично не сакам многу да играм за куп со МЗТ. Знам квалитетот на МЗТ кој е, знам го нашиот квалитет, тука нема споредба, али добро е што на 21 у среда ќе дојдат МЗТ од 19 часот Штип, ќе имат и љубителите на кошарката Штип ќе видат една добра екипа, добро организирана екипа со добри играчи. А на крај ова се куп надпревари, па ако не се укаже шанса, може би да направиме некој изненадување. Пред 2 дена во Штип имаше собствено Сдружение на прволигашките екипи со целните луѓе од Федерацијата. Дејан Лекич беше генерален секретар. Разговарал со Видоја Секуловски, директор на МЗТ. Тој рече дека МЗТ организира куп настапал во европски купови, меѓу првите тука актуелен шампиони и некако се наметна сам по себе како фаворите МЗТ. Меѓутоа купот е секогаш со резерва треба да се гледа. Може да се секакви изненадувања. Изненадување беше поразу и на Струмица против Те Баскет Тетово, второлигашка екипа. Да. 45 разлика. Додека се дојде по себе во Струмица веќе беше 20 кусор разлика, меѓутоа првиот мет се реши се. Да, сепак меѓу Струмица и Те Баскет Тетово не е толку голема разлика до квалитетот како меѓу Гоце Делчев и МЗТ. Јас реков куп надпревар си е куп надпревар. Не знам како МЗТ ќе го сватат овој надпревар. Они имат тешка сезона со многу порази и не знам дали најпрво ќе дојдат они комплет со сите играчи. Толек ќе ми простиш, имаме 20 гледачи на линија да ги сослушаме и ќе продолжиме. Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден, име и презиме? Илчо Јорданов. Илчо Јорданов. Прогноза? Илчо Јорданов. Илчо Јорданов. Да. Прогноза? Да. Манчестер Сити и Арсенал гол 3+. Илчо Јорданов, дали? Добро, Јорданов Илчо. Гол 3+. Благодарам Илчо. Поздрав со Срекера, другата линија кого имаме? Ало? Ало, добар ден. Малечков. Ристо Малечков. Малечков. Да. Прогноза? Гол. Благодарам, поздрав со Срекер. Ке ми проси, Делче таков е карактер на емисијата, меѓутоа еве дојдовме до МЗТ да се доискажете за мислата вие прекинав. Па МЗТ во секој случај поквалитетна екипа од Гоце Делчев. Само знаеме дека
на куп надпревари много често знае да се случи и по-добре да изгуби. Ние секако дека нема да се предаваме со Енете Скопје. Ќе играме максимум колку можеме. Колку можеме максимум, дури и повеќе ќе тражаме од играчите да играме. И ако не си укаже некоја шанса, секако дека ја искористиме. Мислам дека реков некој пат, сте повеќе екипа од нас, сепак сакаме да изиграме на една добра кошарка и љубителите на кошарката од Штип да дојдат во среда од 19 часот, да видат една добра екипа, мислам и добра утакмица. Да кажеме зборва и за Универзитетскиот клуб Гоце Делчев, разговарав и со Дејан Лекеч и со Видо Сикуловски. Тие кажуваат дека во Штип подувнуваат некои поволни ветришта што се однесува до кошарката. Тука сакаме да потенцирам организацијски. Вела дека Штип веќе добива некоја карактеристика на добрина, на фер, коректен однос и спомена двајца играчи со страна, меѓутоа и тие двајца ја шират приказата на гостопримство, на фер, коректен однос на луѓето од управата и вие како тренер. Дали е точно тоа или? Да, точно е. Гоце Делчев, кошкарски клуб Гоце Делчев, знае дека е клуб на Универзитетот Гоце Делчев и благодарение на разбирањето на управата на ректоратот на Гоце Делчев, пред се на ректорот Сашо Митрев, обстојува клубот, имаме добри услови за работа. Ние немаме проблем со сала, немаме проблем со опрема, со патување, со припреми, немаме проблем. Имаме проблем финансиски, немаме помош од друга страна, како клуб, да може да добиеме уште 3-4 добри играчи и да се носиме со сите лигачи од Македонија. Со оваа екипа толку можеме. Квалитетот е тај. Ние може да зборуваме колку сакаме да победиме, Јас сакам највише да победам. Ама знам реалноста која е. Јас знам со кои играчи располага Кумано. Знам со кои играчи располага Кожу. Они имат по 7, 8, 10 дури играчи донесени од страна. И тоа се квалитетни играчи, веќе они имат поголем буџет. Али сега за сега е тоа, ние ќе се трудиме и со овие играчи да обезбедиме опстаноко, а за идната година надам се дека ќе се најдат повеќе средства, дека ќе имаме уште некој играч, така да играме уште подобро. Имаме нови 20 гледачи. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Шефки Салиов од Виница. Шефки Салиов, добитник од минатата емисија. Да. Дали уплати сега? Да, не уплатих. Шефки Салиов, прогноза? Да. Уплатено. Прогноза за Манчестер Сити Арсенал. Гол второ полувреме. Гол второ полувреме. Гол второ полувреме. Благодарам, поздрав со среќа, одиме со втората линија. Ало. Да. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, вашето име и презиме. Иван Анастасовски. Иван Анастасовски. Иван Анастасовски. Од каде се јавува? Од Пробиштип. Пробиште. Прогноза? 3 плюс крај. 3 плюс. Благодарам, поздрав, со среќа. Значи, има перфектни, одлични услови во салата, дали имаме нов гледач, што ќе рече дека играчите ги имат сите благодети. Имат, пред две емисии беше гостин и Никола Караколев, рече дека сите финансиски подмирени, што е еден добар бенефит, добар глас, далеко се слуша. Може би за вториот дел или за следната сезона тоа да биде предизвик за некои други играчи со мала финансиски инекција да дојдат во Штип. Јас веќе имам сознание дека играчи ми се јавуваат дека кои сакаат да дојдат до Штип. Ние за оваа година, за овој дел од првенството, сигурно е дека други играчи нема да земе. Сигурно. Ја правам планови за идното првенство. Ова првенство е скоро завршено. Ние сега играме, ако играме уште 6 утакмици, играме со фаворити. Мислам дека обстанок го обезбедивме. Размислуваме веќе за идното првенство. И ако бидеме финансиски појаки, ќе бидеме и појаки и играчки, кажеш. Добро. Делче Толев, одиме со основниот тип за емисијата. Предлог наш и ваш за надпреварите. Ако подготвено во режијата да го видиме телопот, прва надпреварувачка двојка Квинс Парк Рейнџерс Манчестер Юнајтед. Надпревар од англиската премиер лига.
Како ќе типувате, што ќе играте? Манчестер Юнайтед минатата недела имаше пех, загуби на свој терен, меѓутоа... Без разлика на пехот на Манчестер, двојка. Значи, Квинс Парк Ренџер, Манчестер Юнайтед, тип 2. Следна двојка, Свонси Челси. Челси експресно заздравува од непријатностите, меѓутоа голем е товарот за да го задржи првото место. 2. Свонси Челси. Свонси Челси 2. Тип 2. Одиме во Шпанија, надпревар Гетафе Реал Мадрид. 2. Значи, Реал Мадрид 2. Имаше мала криза во редовите на кралевите, кои што милуваат да ги нарекуваат. Меѓутоа, тие кризи дојдат и поминат. Реал Мадрид е Реал, Челси е Челси, Манчестер е Манчестер, кај тие екипи може да се јават моментални кризи, но тоа е преводно, мислам дека они нема да имат проблеми на овие утакмици. Значи Гетафе Реал Мадрид тип 2. Следна двојка Атлетико Мадрид Гранада. Тука Атлетико Мадрид Гранада, тука 3+. Значи Гранада е убедливо на последното место, Атлетико Мадрид е се уште во врвот и тој некако не е во она идеална форма, меѓутоа значи прогнозирате Атлетико Мадрид дека ќе има доста голови, 3+. Да. Петта на превртце двојка француска лига Ленс Лион. Двојка. Ленс Лион, значи фаворитската улога си ја задржува Лион, двојка. Да. Монако Нант, исто така француска лига. Монако Нант 0-2. Но минатата недела и двете екипи да игра без голови, што ќе рече и овој надпревар тука некаде ги бе. Монако Нант 0-2 гола. Да. Емполи Интер, италијанска калчо лига. Јас сум за Интер. Интер 2. Емполи Интер, значи Емполи имаше серија на нерешени надпревари, меѓутоа ја прекина со пораз против Самдорија, а Интер, без разлика на она што лошо, можеби, досега играше, е фаворит и типувате двојка. Да. Палермо-Рома. Палермо-Рома. Палермо игра да има ефикасни голови. надпревари, да. Треба да има голови, 3+. 3+. Дали имаме гледач? Ало? Хало, Да, повелете. јавувам се од Загреб. Од Загреб. Малечко Владо. Владо Малечков. Ово штаката? Да. Малио Штака. О, баш е мило штака, еве ке ми простеш, јас сум пушка тука е Далчо. Баш тебе те спомна. Поздрав до Штака Мал. Ама јас случајно сега уклучи нешто имаше на скајпо беше. Да, Многу поздрав од мене. благодарам. И Повели? многу поздрав Дело и сакам да победите Фала многу. со МЗТ. Фала. Поздрав и од мене имаш, брат. Фала. Цимери су, брат. Лоша ми е врската. Уште една сцена е убаво. Благодарам, поздрав еви од мене како водител и од Делчо Толев. Одамно не сме се видели, може би со Делчо почесто, меѓутоа јас сигурно 20-30 години не се сум. Секако пријатно изненадување, тоа беше Владо Малечков, Малио Штака, кој што веќе долги години е во Загреб. Мал прекин, ќе ми простеш Толев, тоа дојдовме до надпреварот Лацио Наполи. Лацио Наполи. Може би дерби на две екипи кои што сепак ја мислам дека Лацио ќе добие единица. Лацио Наполи тип 1 и последно Пенафил Порто, Португалија, 2. во кој што Порто е горе фаворит. Двојка. Значи, тоа се прогнозите, еве да ги повторам уште еднаш за гледачите. Квинс Парк Ренџерс, Манчестер Юнайтед тип 2, Свонси Челси тип 2, Гетафе Реал Мадрид тип 2, Атлетико Мадрид Гранада 3+, Ленс Лион тип 2, Монако Нант 0-2 гола, Емполи Интер двојка, Палермо Рома 3+, Лацио Наполи 1, Пенафил Порто 2. И останало уште оно, ти си запишан тука, Манчестер Сити Арсенал, вашиот тип е Гол 3+. гол 3+, значи
ќе има доста голови, дербија. Сакам да има голови. Да. Гол 3+, тоа е за првиот за напреварот кој што е тема. Еве за крај Толе. Во среда доаѓа МЗТ, што ќе порачаме на гледачите на Штипјани, сигурно ќе дојдат во голем број, меѓутоа тоа ќе биде нешто слично. Јас реков во најавата 1964 година, она славна генерација на штипски кошекари, кога во гимназискиот двор беше гостин белградскиот Црвена звезда. Ова е, ми се чини, уште поголем успех. Па на 21 од 19 часов ќе биде утакмицата. Мислам дека ќе биде добра утакмица. Покана од мене до сите љубители на кошарката да бидат присутни во салата, да бидат една добра екипа, да бидат една добра утакмица. Надам се дека ќе направиме една добра утакмица, интересна утакмица. И така. Да. Добиам сигнал дека имаме гледач. Ало, да го искористим уште ова. Добар ден. Ало? Добар ден. Повелете? Добар ден. Да, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Вашето име и презиме, ве слушаме. Ангел Стојчевски. Како, Ангел? Стојчевски. Од каде се јавувате? Од Штип. Стојче, ваша прогноза? 2-2, гол. Гол. Благодарам, поздрав и со среќа. Делче не ми останемо ништо друго. Уште еден гледач, да. Да, добар ден. Ало? Ало. Повелете? Ало, добар ден. Вашето име и презиме? Стојан од Пробиштип. Стојан, презиме? Митевски. Митевски, Пробиштип. Прогноза? Мицевски. Да. Ваша прогноза? Единица и гол. Единица и гол. Благодарам, поздрав со среќа. Дали има нов гледач, режија? Да. Се исклучи гледачот или? Нема. Еве не ќе биде ова покана во среда. Ќе бидеме и ние присутни со нашата екипа. Јас се благодарам за учеството. Благодарам јас. Бидејќи на брзина се договоривме, може би не спорим, меѓутоа секој сте спремни за овие ексклузивни разговори во кои што на еден начин еве ние се обидуваме да направиме популаризација на кошарката на Универзитетскиот клуб Гоце Делчев, кој што веќе во првата сезона во Суперлигата на Македонија го милуваат убави зборови. Надам се дека ќе обстанеме во лигата и тоа ќе биде голем успех за Универзитетскиот клуб Гоце Делчев, знаејќи кои се екипи играат во Суперлигата во Македонија. И ако го постигнеме тоа опстанок во лигата, надам се дека едната година ќе имаме подобри услови, дека ќе имаме подобар состав и дека ќе можеме да прикажуваме и многу подобри утакмици. Јас ти благодарам. Благодарам и јас. Драги гледачи, ова беше нашиот денешен гостин, Делчо Толев, тренер на кошаркарскиот Универзитетски клуб Гоце Делчев, кој што веќе во среда го очекува тежок био со МЗТ, меѓутоа што е тука е топката е тркалеста, па можни се секакви резултати. Предлагам да одиме со джингл, со реклами и веднаш потоа, ако е на линија, она Катче Джаро тип, да видиме што ни подготвува Веливор Джаровски, бидејќи во минатата емисија спомна некои ексклузивни парови за него со награда за вас, драги гледачи. Одиме со джингл и реклами. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми.
спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Продолжуваме со емисијата. Добио сигнал дека имаме гледаче линија. Велам, ало, добар ден, за кого? Павлов Александар. Александар Павлов, од каде ни се јавува? Од Штип. Само да запишам Александар Павлов. Прогноза Манчестер Сити. Од Штип. Да. Прогноза? 3-1 за Сити. 3-1 за Манчестер Сити. Благодарам. Поздрав и со среќа, Александар. Сега треба да го имаме на линија Велибор Џаровски. Дали е обезбедена врска? Режија? Се уште нема, но имаме гледач. Ало? Нема гледач. Еве мало појаснување за дербито што следува. Надпрвар кој што предизвикува внимание, во кој што Манчестер Сити мора да оди на победа против Арсенал, од доста на причина што мора во чекор да го следи тимот на Челси. Веќе се најави ни составите Харт, Клиши, Мангала, Демикелис, Забалета, Фернандиньо, Фернандо, Навас, Силва, Насри, Агуеро. Тоа е за стартата 11 кај Сити. За Арсенал, Щесни, Дебуши, Кошченли, Гипс, Росицки, Рамзи, Велбек, Казорла, Санчес и Жиру. Која формација ќе биде, дали она на Арсен Венгер или на Мануел Пелегрини, останува да видиме во недела во ова дерби кое што предизвикува внимание и кое што секако е, би рекол, поважно за Сити, бидејќи тој се наоѓа на второто место, 47 бодови, 2 бодови застанува за Челси, додека Арсенал пак мора да избори нешто повеќе, поголем резултат, бидејќи ако сака да оде нагоре на табелата, да настапува во Лигата на шампионите, тогаш мора и тој да оди на победа во овој дерби напревар. Дали имаме гледач на линија режија? Нема, а очекуваме и јавување на Велибор Џаровски, бидејќи следува ова Џаро тип катче, во кое што тој треба да ни понуди 3 или 4 двојки по негов избор, кој што можете слободни вие да ги изанализирате, да ги уплатите, да направите на различни комбинации. Досега беше доста успешен, а дали ќе успееме да обезбедиме врски, и досега беа добри врските. Вие имавме јавување од Загреб. Да, ало, добар ден. Молим. Велибор Џаровски, директно во емисијата. Ало, добар ден, Џаровски. Ало, збори бе. Џаровски, веќе си во... Ало. Да, ве слушам. Кажи бе. Веќе си вклучи директно во емисијата Тип 102. Ало. Не знам, се прекина врските. Јас го слушав Џаровски, меѓутоа нешто не е во ред. Режијата сигурно ќе се обиде уште еднаш да ни обезбеди услови да се слушнеме со Џаровски, инаку можете и вие да се јавувате, драги гледачи, со ваша прогноза за средбата Манчестер Сити Арсенал, кое што предизвикува внимание, бидејќи од едноставна причина доста играчи на Арсенал во изминатите години преминаа во богатиот клуб на Сити. Од Арсенал Манчестер Сити успеа да ги украде Коло Туре,
Клиши, Адебајор, Сами Насри, а последно во оваа низа е Бакари Сања, што ќе рече дека некако како исторен погон доаѓа екипата на Арсенал за богатиот шеик, газата на Манчестер Сити. Ало, дали се слушаме? Ало? Ало? Добар ден на сите слушатели и гледачи Источна Македонија, Џаро е на телефон. Моите соништа кажуваат вака: у Шкотска Абердин Данди Кец, у Белгија Андерлехт Лирс Кец, у Македонија кошарка МЗТ Крка Кец и ракомет Македонија Иран поише голови. Енглезите ќе прискочиме овој пат, меѓутоа сепак ставите 3+ на Тотенхем. Ете тоа. Зегин, лидерот у формацијата, ви нуди на првите 5 гледачи, ваши слушатели, 5 тикетите ќе им ги даете низ, а ние ќе си регулираме плаќањето и така. Значи тоа е типот од мене за љубителите за Источна Македонија и за луѓето кои ќе се јават у Ирис телевизија у Штип. Фала ви пуно, поздрав до сите, имајте добар ден. Поздрав, Велибор Џаровски, значи ова се надпреварите Андерлех Лирс тип 1, Абердин Данди тип 1, Македонија Иран повеќе голови и кошарка МЗТ Крка тип 1. Тоа е прогнозата, предлогот на Велибор Џаровски Џаро, а први 5 гледачи, јас ги избешав броевите на јувањето, ќе ми помогне некој од камерманите, јас да го покажам списокот и ќе барам еден гледач да се јави, за да ги добиеме 5 добитници. Ако може да ми доближи, да го доближи списокот, за да ги најдеме добитниците на наградите на Џаро. Значи, 5 од вас ќе бидат срекни добитници на овие талони кои ще ги дава Зегин. Режијата дали ќе може да го долови овој список, камерманот тука е Трајче Малинов Чордаш. Значи, број 1 е Шефки Салиов. Шефки Салиов е добитник. Под број 2 Иван Анастасовски. Под број 3 Ристе Малечков. Број 4 Илчо Јорданов и број 5 Зоран Лазаров. Значи, ова се добитниците, јас ќе ги прочитам, значи, знаејќи дека ќе има вакво нешто, за да биде регуларно, да не бидат поред првите 5, еве, од 1 до 5 по теркот на Велибор Џаровски, уште еднаш под 1 Шефки Салиов, по 2 Иван Анастасовски, по 3 Ристо Малечков, 4 Илчо Јорданов и 5 Зоран Лазаров се добитници на Зекин тикетите кои што ќе ги добијат овде во режијата или ќе се слушнеме во облачниците кај што во нивните градови со список, со точен податок, а натаму Велибор Џаровски ќе го реализира се тоа. За да биде регуларно, јас ги избркав броевите и еве тоа е. Значи, Шефки Салиов, Иван Анастасовски, Ристо Мелечков, Илче Јорданов и Зоран Лазаров се добитници на овие талони подарок од Џаровски со неговиот тип, а надпреварите се Андерлех Лирс 1, тип 1, Абердин Данди тип 1, Македонија Иран повеќе голови и МЗТ Крка тип 1. Дали имаме гледачи на линија или веќе навлегуваме во самиот финиш на емисијата? Ало? Нема гледачи тогаш. Еве уште некој податок за надпреварот кој што ќе биде на програмата утре. Покрај битката за играчите, големо ривалство и нетрпение влада и на теренот. Дури 6 црвени картони биле покажани на последните 9 меѓусебни средби. Тоа е само уште еден доказ дека ривалството помеѓу овие екипи е големо и никој не сака да загуби. Арсенал заостанува 11 бода за Сити, реков. Игра на гости, но и покрај тоа тренерот Арсен Венгер верува дека може да се стигне до победа на тешко гостување. На ова тешко гостување, реков, мора да се борат за излез во Европа. Сакаме да победиме.
некој пат, за да се стигне до победата, едноставно треба да се борите до смрт. Сакаме да го дадеме максимум, да, имаме гледача линија, повелете. Ало? Да. Вашето име и презиме? Асанов Ќазим. Асанов? Ќазим. Ќазим. Од каде се јавувате? Од Милино. Од Милино. Милино? Од Милино. Од Милино, Лозово. Да, јасно ми е. Ваша прогноза, Манчестер Сити, Арсенал? Кецо, Кец 3+. Кецо, Кец и 3+. Благодарам, Ќазим, мило ми што ви од овој дел крај на Источниот регион се јувате. Поздрав и со среќа, Ќазим. Нов гледач, нема гледач, еве да ги повторим уште еднаш паровите кои што беа тема е обработка и предлог на нашиот денешен гостин Делчо Толев. Квинс Парк Рейнџерс, Манчестер Юнайтед тип 2, Свонси Челси тип 2, Гетафе Реал Мадрид тип 2, Атлетико Мадрид Гранада 3+, Ленс Лион тип 2, Монако Нант 0-2 гола, Емполи Интер двојка, Палермо Рома 3+, Лацио Наполи тип 1 и Пенафил Порто тип 2. Тоа беше предлог на денешниот гостин, тренерот на кошакарскиот универзитетски клуб Гоце Делчев Оштип Делчо Толев. По негов избор тоа наш предлог беше надпреварот Манчестер Сити Арсенал. Дали имаме нови гледачи, ако не тука некаде да завршуваме емисијата? Режија? Нема гледачи. Значи, тоа е тука некаде е крајот. Драги, благодарам за вниманието. Поздрав од мене, водител од ваш драги Герасима Пушка. Поздрав и од дечките во техника Дарко Донев, потоа Теодор Косакатов, Гора Христовски, Трајче Малинов, Чордаш, да не заборавам некого. Да. Останете со здравје. Теодор Косакатов, да не го споменав. Поздрав и од него. Не ми станува ништо друго, освен да ви се заблагодарам и на вас за учеството во реализацијата на ова наша емисија. Имаше ваши јавувања, имаме јавување прво еве и од Милино Лозово, од Загреб директно се јави Малечков Штака, кој што еве некојаш бил цимер со Делчо Толев и убаво беше после 30-40 години директно да се јави во емисија на Ирис телевизија, да се слушнеме, да си помоветиме. Благодарам уште еднаш за вниманието, останете со здравје, уживајте во програмите на Ирис телевизија, се гледаме следната сабота точно во 13 часот и 30 минути. Пријатно. Athlete.